Македонската историја не може поинаку да се третира, освен како историски континуитет од создавањето на името Македонија до ден денес. За жал, нашата историска мисла речиси сосема ја запоставуваше античката компонента во развојот на македонскиот народ. Од тука произлегува и сложеноста на прашањето: што биле, всушност, античките македонци? Според најновите сознанија на нашиот врвен стручњак за античка историја, професор доктор Наде Проева, базирани врз интердисциплинарни проучувања, во согласност со сознанијата на врвните светски историчари, говорат дека античките македонци биле посебен етнос со политичко уредување, култура, религија, обичаи и уметност, кои се разликувале како од хелените, така и од илирите и тракиците. Една од главните компоненти во нивната етногенеза биле бригите, што исто така ги разликува од хелените и другите антички етноси. Има повеќе теории за припадноста на античките македонци. Тоа се те различни теории дека биле прво грци, па потоа тракици, илири, па мешан народ, па фриги, и дека биле, но има и теории дека биле оделен народ. До Втората светска војна преовладуваше мислењето дека биле грци, денес полека почнува да преовладува мислењето дека античките македонци се оделен народ. Кои се елементите врз кои ги определуваме етничката припадност? Тоа се пред се јазикот, потоа имињата како составен дел на јазикот, личните имиња, потоа материјалната култура која на почетокот на истражувањата не беше искористена бидејќи немаше доволно извори, религијата и разни други елементи. Докажувањето на овие тези, одговорот за името што го имаме и воопшто проучувањето на нивната историја покрај малобројните пишани извори не е можно без археолошки истражувања. Од тука произлегува и прашањето што е досега истражено и откриено. Постојат ли денес траги од античките македонци во Република Македонија? Откриени ли се остатоци од нивните високи културни вредности, чиј дострел е највисок во тогашната античка култура? Лоцирани ли се и каде се градовите на античките македонци, кои според пишаните извори постојат во Република Македонија? За разлика од темелните археолошки истражувања во соседна Република Грција, на територијата на која живееле античките македонци во Република Македонија, систематски археолошки истражувања се вршат само на еден локалитет, чии денешни остатоци потекнуваат од нивното време. Тоа е локалитетот Вардарски рид кај Гевгелија. Останатите многобројни локалитети, меѓу кои се Хераклеја, Лихнидос, Стоби, Скупи и други, се со археолошки остатоци пред се од римскиот период.
Кој бил градот што се простирал на локалитетот Вардарски Рид, кој во античкиот период припадил на долно-македонската област Амфакситида со растојание од околу 100 километри од престолнината Пела? До кои други сознанија дојдо археолозите по систематските истражувања и што е откриено? На локалитетот, кој е евидентиран одамна, систематски археолошки истражувања започнаа дури во 1995 година. Нив ги предводеа доктор Драги Митревски од Музеот на Македонија и историчарот на уметност, археолог Бобан Хусеновски од Гевгелискиот музеј. Локалитетот го истражуваа и американските стручњаци од Тексашката фондација за археолошки истражувања. Според доктор Драги Митревски, со последните ископувања во октомври годинава, финансирани од Министерството за култура, истражувачките работи се заокружуваат и веќе може да се согледа начинот на животот на древните македонци на овој локалитет, нивната архитектура, урбанизмот, економијата, културата, уметноста, религијата и пред се името на градот. Се до овогодинешните археолошки истражувања, кои ги предводеше доктор Драги Митревски, научниците беа во дилема за градовите Аталанта и Гортинија. Многобројните пишани извори за градот на античките македонци на Вардарски Рид даваа скудни податоци. Така, Тукидид